Вчера јавноста ја потресе веста дека британскиот сој на вирусот и официјално е детектиран кај македонски граѓанин. Станува збор за 46 годишен маж кој што е веќе оздравен, а се лекувал на клиниката Жан Митра во Скопје. Уште пошокирачки факт за јавноста е дека пациентот е оздравен од 22 јануари, што прикажува дека вирусот е присутен кај нас уште од порано. Министерот Венко Филипче во изјава за национален медиум потенцираше дека според истражувањата овој сој на вирусот е за околу 70% позаразен од претходниот. Ова го потврдуваат и статистиките дека и голем број на млади лица се заразиле со британскиот сој. Филипче вели дека овој податок се должи на поинтензивната комуникација меѓу младото население. Истакна дека место за паника нема, но мора да се почитуваат превентивните мерки за да состојбата со вирусот не ескалира во нашата држава. Нема простор за паника. Зошто? Поради тоа што остануваме навистина внимателни. Ние и сега имаме превентивни мерки кои што очигледно дека дадоа резултат. Точно е дека е оваа мутација на вирусот потрансмисибилна, значи за 70% според публикациите во Велика Британија најпрви кои излегоа во овој дел полесно се пренесува. Исто така тоа што е познато до сега од литературата е дека типот, формата на болест е полесна во однос на тоа што беше. 46 годишниот заразен маж со новиот сој на вирусот во епидемиолошката анкета не навел дека имал други контакти, ниту пак дека бил на некакво патување. Нова Филипче истакна дека ќе се извршат и дополнителни истражувања, но генерално наведува дека има и други случаи на британскиот сој на вирусот и овде кај нас. Моментално здравствениот систем е подготвен, но упати апел до сите граѓани почитување на мерките за заштита и не ја исклучи можноста за донесување на други дополнителни мерки доколку продолжи ширењето на новиот сој на вирусот. Инаку истражувањата во Велика Британија не покажуваат зголемена смртност кај населението на новиот сој на вирусот во споредба со претходниот.